И во ова издание на предправославните слави да се надоврзам уште еднаш од билна аптека и здрава храна и овој пат сакам да ги презентирам неколку масла што се многу квалитетни и добри за здравјето на луѓето. Ќе почнам ваќе со маслото од Хелда. Маслото од Хелда е многу здрав производ што се користи кај луѓето за дијабетисот. Значи за регулирање на дијабетисот се користи по неколку капки во сок, чај, може и вода да се растворат. Потоа маслото од ночурка. Тоа се користи за надворешна употреба, за лицето е многу убаво, за брчки и против старење. Потоа маслото од семки од јаболко и маслото од дифорис. Тие се две масла кои се користат за холестеролот, против холестеролот на луѓето, значи го регулира холестеролот и тие се користат на капки, од 5 до 10 капки се ставаат во 250 мл вода, чај и се пијат пред јадење. Потоа исто така семето од Магдонос е исто така за холестеролот. Бергамот е многу квалитетен, исто за кожата, за надворешна употреба кај луѓето. Маслото од кокос исто така може да се стае во шампони за обнова на косата, за раст на косата и за ревитализација на кожата. Маслото од шипинка исто така е извор на витамин С и многу е погодно за женските да го користат при истомачни тегоби кога имаат. Маслото од портокал исто е за надворешна употреба и со масажа многу е квалитетно за вратот, се масира и доаѓа до квалитет и обнова на кожата. Маслото од семе коприва, тоа се користи за внатрешна употреба, за железо, за крвната слика, се користи исто така на капки. По повод денот на влюбените и денот на виното, повеќето од вас ќе сакаат да излезат со своите придружници, со своето друштво и кога би сакала жената нешто да промени во однос на својот изглед, тогаш јас ги препорачувам фарбите што ги има во билна аптека и здрава храна. Тие се природни фарби без амонијак, се користат и има секоја вид на боја. Исто така и природна козметика може да најдете во билна аптека и здрава храна. Кога мислам на природна козметика, тогаш мислам на шампоните, пудрата за тело, маските за коса и многу други производи. И додека уште трае сезоната на чаеви, кажавме нешто за маслата, кажавме нешто за природната козметика, а овој пат сакам да ви ги препорачам чајот за женски тегоби, чајот за притисок и чајот колитис што можете да ги најдете во билна аптека и здрава храна.